Уште 10 дена трае рокот за поднесување на барања за субвенции на програмата за земјоделство 2020 година. Поточно, земјоделците може да ги поднесат барањата за субвенции до 31 јули 2020 година. Во овој период се поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство и тоа за поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади. Исто така, до крајот на месецот барање за добивање на финансиска поддршка може да достават и оние кои се занимаваат со сточарско производство, односно одгледуваат говеда, овци, кози, пчели, свињи, а може да се аплицира и за финансиска поддршка за заклани животни во кланица. Барањата за добивање на финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат самостојно од страна на барателите со регистрирање во системот на веб страната на агенцијата. Оние земјоделци кои не знаат сами да поднесат барање или имаат потреба од помош при создавање на електронски барања, можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. При барање на помош од страна на вработените во подрачните единици, барателите да користат заштитни маски и средства за дезинфекција, се со цел превенција и заштита од вирусот COVID-19. Земјоделците треба да ги потпишат поднесените барања, да направат проверка дали сите мерки и култури им се впишани. Доколку апликантите увидат дека направиле пропуст или пак внеле погрешни податоци или увидат потреба од измена заради несоодвестување со фактичката состојба, барањата може да го повлечат или да ги заменат во рок од 30 дена од денот на поднесувањето. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство отвори дополнителни канцеларии од времен карактер во неколку општини, меѓу кои општина Облешево. За непречено одвивање на активностите, канцелариите се комплетно опремени со канцелариски мебел и материјали за работа. Со цел да се спречат вообичаените гужви, изготвени се и списоци по азбучен ред. Оному каде што има потреба, има и двосменско работење, а вработените ќе функционираат во тимови со цел да се спречи појавата на COVID-19 и да се редуцира бројот на оператори во одреден простор, како и бројот на апликанти.